Ако ти имаш тим, капацитет на твојата компанија, да продадеш или да произведеш 10 милиони евра годишно, а ти си на 300.000 евра годишно, и остеш си на 300.000 евра. Туку и немаш ни приватен живот, телефоните ти звонат, нон-стоп работаш по цел ден, нервозен си, сега баш со клиенти се одуѓе, идеш дома се нервираш. Замисли колку пари губиш годишно само заради тоа што ги немаш имплементирано овие 3 работи што ти зборувам. Дали чувствуваш дека можеби твојот бизнес расте поспоро отколку што би требало или очекуваш? И доколку е така, на правото место си, оти во денешната подкаст епизода ќе зборуваме за 3 најчести причини кои што доведуваат да твојот бизнес расте споро, а ти мораш да ги довршуваш сите задачи на вработените, да ги контролираш, односно да бидеш вклучен во оперативни задачи, работиш и викенди и повеќе часови на ден и едноставно чувствуваш замор и не гледаш излез. Како знам зашто зборувам? Па така зборуваат најчесто луѓето со кои што имам прилика да ги менторирам на менторскиот програм Mastermind. Причина број 1 зошто ова се случува е недостаток на системи, а конкретно кога зборувам за системи, мислам за онбординг или вработување или вовед на нови вработени во твојот тим. Кога зборуваме за вработување, постојат 2 клучни чекори кои што луѓето ги игнорираат или не ги знаат, а тоа се вика, првото се вика рекрутинг, а второто се вика онбординг или вовед на работно место. Значи, еве ти ја причината. Доколку во твојот бизнес не се пројавуваат нови луѓе за работа, не ти се пријавуваат на огласи или ти се појавуваат на огласи, се пријавуваат, а не се појавуваат на интервјуто кое што си го договорил, тоа значи дека само не знаеш да рекрутираш луѓе. Но со рекрутирањето не започнува вработувањето, туку тоа е само чекор за себе. Денеска ќе зборуваме за овој втор чекор, а тоа е кога веќе си го вработил човекот и кои се најчестите грешки при вработувањето, па така што луѓето вработуваат некој што ќе им се допадне, добро CV, препорака на некој човек, образование, искуство или како и да е, без да знаат ништо повеќе за овој човек. Токму затоа запиши го првото правило при вработување, кое гласи: вработувај споро, отпуштај брзо. Уште еднаш ќе кажам. Вработувај споро, отпуштај брзо. Ајде сега да ти ја објаснам и оваа теза, да видиме дали држи вода или не држи вода. Имено, најчестата причина зошто не се задржуваат луѓе во твојата компанија или зошто често има флуктуација, односно едни доаѓаат, други се заминуваат, тоа значи само дека имаш недостаток на системи. Што подразбираме под системи? Најчесто тоа е потребно да имаш јасен систем за огласување и прием, односно рекрутирање. И следна фаза, а тоа е вработување, односно вовед на работно место. Најголем дел од предприемачите прават интервју, ќе им се допадне некој човек, подоцна го вработуваат, без да имаат опис на работно место, без да имаат креирано улога, без да имаат креирано организацијска структура, односно нешто за што зборувавме во минатата епизода. Што тоа значи? Дека ако не знаеш кого бараш, логично е дека таков ќе најдеш, но најчесто изгубен случај. Зошто мислам изгубен случај? Затоа што ако немаш дефинирана организацијска структура, па знаеш дека ти треба оператор на машина, монтер, програмер за фронтенд, за бекенд, графички дизајнер од кој тип. Значи, ако немаш јасно дефинирана за која улога бараш човек, тоа значи дека ти не знаеш кого точно бараш и за време на вработувањето ќе се насочуваш на сосема едно друго место, а она што најчесто ми го зборува искуството е дека кога компанијата, односно сопственикот има толку многу задачи, односно има повеќе клиенти од што може да ги обслужи, најчесто вработуваат во паника и вработуваат на брзина, наместо да вработуваат полека, односно се вработува луѓе кога не ти треба, а не кога си под притисок. Што значи, доаѓаме до второто правило, кое гласи дека вработуваш кога не ти треба човек, а не кога ти е потребно. Тоа е идентично исто како што велат за животно осигурување. Животното осигурување се прави кога не ти треба, затоа што кога ќе ти затреба, најверојатно ти е доцна. Или си починал, или си добил тешка болест, или веќе имаш инвалидитет, што значи дека тоа веќе осигурување не ти е потребно, или во превод, кога ти треба падобран,
па ти треба падобран, он тогаш кога скокаш, а не пред или после затоа што ти е непотребно. Идентично е и при вработувањето. Секоја една компанија која расте, секој сопственик кој што размислува стратешки, секој сопственик кој што има направено јасна организацијска структура, секој сопственик кој што има дефинирано улоги и опис на работно место и знае каква структура му треба во тимот, тој работи стратешки, па вели: овој квартал ќе вработам таков и таков човек, на следниот квартал ќе вработам таков, следниот период ние, не знам, во лето, во квартал 3 имаме премногу работа, премногу ние, тогаш ние сезона, нема да вработуваме тогаш луѓе, бидејќи не можеме да им се посветиме, па затоа во квартал 4 ќе вработиме плюс 2, 3, 1 или колку и да се потребно. Што значи, предприемачите кои што размислуваат, кои што имаат стратегија, кои што размислуваат долгорочно, тие не вработуваат затоа што сега им зафалило човек, тие не вработуваат затоа што, не знам, двајца излегле од работа па не знаат што да прават, тие не вработуваат затоа што добиле 3 клиенти па мораат бргу да го сработаат проектот. Добрите предприемачи, професионалните предприемачи вработуваат стратешки. Што мислам конкретно под стратешки? Кога веќе имаш дефинирана организацијска структура, точни улоги, точно знаеш за која улога, каков тип на човек ти е потребно. Еве сега ќе ти објаснам зошто ти е ова важно. Најчесто со предприемачите со кои што соработувам велат: абе, луѓето се мрзеливи, не се одговорни, постојано се договараме со состаноци, се објаснуваме, тие повторно препрашуваат, повторно се нешто не им е јасно, морам се да контролирам, ако не ги убрзам не знаат, прават постојано грешки и куп 300 работи. Што значи? Дека сето ова е симптом, а не е проблем. Едно е симптом, друго е проблем. Симптомот е ова што го објаснив, а проблемот е немаш јасна структура, немаш опис на работно место и ако сето ова не ти недостасува, логично дека во твојот тим луѓето се работаат од се по нешто, што значи имаме преклопување по различни места. Она што е најважно, кога ќе ги дефинираме улогите, кога знаеме точно кого бараме, пишуваме јасен оглас, точни што ние нудиме и што очекуваме од кандидатот и веруваме дека кога ваков оглас ќе напишеме, се пријавуваат стотици луѓе. Само оваа година вработивме, не јас, туку вкупно групата кои што се на мастермајнд луѓето, вработивме 142 луѓе. Што тоа значи? Дека повеќето од овие предприемачи мислеа дека не можат да најдат луѓе, дека никој не им се појавува, дека вработените се вакви и такви, луѓето ја напуштија државата, нема способен кадар, но сето ова не е точно. Кога јасно ќе дефинираш кого ти треба, кого бараш, и кога во твојот оглас ќе запишеш ласерски прецизно кого бараш, што нудиш, што очекуваш, биди 100% сигурен дека ќе ти се пријават најмалку 50 кандидати. Ова не ти го зборувам јас од што сум охрабрен или да те мотивирам, туку веќе само оваа година ти велам дека вработивме повеќе од 140 луѓе. Најчесто се случува да кога ги менторирам луѓето, кога имаме работен состанок, ќе запишат се кој им треба, кои се условите и останато, а подоцна, кога ќе се пожалат дека едноставно не им се пријавил никој, што најчесто Александар прави, Александар не е правен во уше, туку знае дека луѓето едни се на маса, а други се кога се сами. Кога ќе ми пристапи некој, абе знаеш, не ми се пријавува никој или се пријавуваат килави, вакви и такви, само велам супер, дај сподели ми да видам каков оглас си креирал и верувај ми кога на порталите објавуваат, кога ќе го прочитаме огласот, точно гледаме дека ја разводнил приказната, а среќа моја и негова е што на групниот програм, каде што сме 15 луѓе, па имаат луѓето прилика да се подсетат како сме го креирале тој опис на работно место, односно тој оглас, а како го составил тој собственик и после самите доаѓаат до заклучок дека едноставно не биле искрени кон себе или можеби очекувале на мала врата дека нема да направат промени, а дека ќе добијат кандидат како што очекуваат. Па за жал такво нешто не постои, што значи ако ти не знаеш кого бараш, од другата страна ќе добиеш некој залутан кој што исто не знае што сака. Доколку бараш точно лице со карактеристики, со знаење, со вештини, со искуство или без,
што треба да поседува, што нудиш ти, што му даваш ти, што очекуваш од него, верувај дека што повеќе детали внесеш, што повеќе го објасниш таквото работно место, верувај дека стотици луѓе се пријавуваат и еве здравје, ќе имаме подкаст епизода каде што ќе зборуваат и овие луѓе со кои што ги менторирам, па ќе ти кажат и од своја страна да забележиш дека едноставно огласувањето и вработувањето на луѓето не е никаков проблем. Сега кога јасно знаеш зошто едноставно не ти се пријавуваат луѓе или ти се пријавуваат луѓе, но сваќаш дека едноставно не се тие луѓе како што треба да знаеш дека постојат повеќе типови на луѓе, а за жал многу малку луѓето, односно предприемачите, учат за психологија, многу малку учат како размислуваат луѓето, многу малку учат за психологија и како луѓето размислуваат, како се однесуваат, какви се по природа, како ги дал Господ, нели, зашто се талентирани, зашто покажуваат интерес. Тоа е нешто сосема друго од она што го завршиле формално или го работаат денес во некоја компанија. Многу малку луѓето знаат за како да препознаат навики, односно како решаваат задачи, како интуитивно им пристапуваат на задачите, дали брзо се впуштаат во акција, дали се луѓе кои што одолго влекуваат, дали се тоа луѓе кои што се мотивирани па сакаат да растат и да напредуваат, се само дисциплинирани и само одговорни, или тоа се луѓе кои што се мрзеливи, кои што бараат рутина, кои што бараат предвидливост. Значи, постојат толку многу типови на луѓе, а за среќа постојат и тестови кои што ги работиме со луѓето кои што се на програм, и кога ќе дефинираме за која работно место му е потребен каков тип на човек, правиме 2-3 тестови и буквално точно знае човекот кој е спроти него. И секогаш така велиме, не слушај што ти зборува, туку гледај како се однесува и погледни го неговата околина. Значи повеќе да се интересираш на интервју за човекот, како од детство имал, кои проблеми ги надминал, како ги надминал тие проблеми, кој е најголем проблем до сега за него, имал ли мака, немал ли мака во животот, какви му се аспирациите за воиднина, кои се нелагодностите. Но за жал најчесто луѓето забораваат дека нашите вработени се луѓе, туку размислуваат себично за себе, само колку да го пополнат тоа работно место, да го убрзаат тоа вработување и да се вратат на старо, отколку што размислуваат на вистина, емпатично и директно да видат кој човек им стои позади тоа интервју. Што правиме за време на интервјуто? Па нормално дека имаме 6-7 фази, односно најмалку 6-7 разговори во кои што точно се дефинирани што разговараш во првиот, во вториот, во третиот, што бараш, што очекуваш од човекот, кои прашања ги поставуваш, што треба да слушнеш, како да изолираш што ти е его ситуација, како да ја тргнеш емоцијата од заблудата, односно од претпоставките кои што ги прави твојот мозок, и точно дознаеш каков тип на овој човек. Зошто ова ни е важно? Бидејќи знаеш и самиот од искуства, ако веќе си вработел барем тројца во животот, знаеш дека луѓето едно учат, друго работаат, дека завршиле формално образование затоа што луѓето се запишале неговите другари на тој факултет или го натерале од дома да го заврши тоа средно или факултет. Можеби се вработел од некоја причина во сосема некоја друга, но самиот знаеш дека најчесто од факултетите, од формалното образование не доаѓа кадар. А како знам, па верувај дека еве стотици луѓе веќе менторирам, па гледам како се жалат на формалното образование, каде што не испорачува готов кадар, па морат да ги учат, да ги дообразуваат луѓето. И сега, резиме на сето ова. Значи, кога ти точно знаеш кого бараш во тимот, да речеме продавач на техничка роба, продавач на услуга која што има технички или нетехнички карактеристики, да речеме бараш некој човек, конкретно оператор на машина или не знам монтер или како и да е, некој финансиски да речеме што ќе работа асистент на финанси, дали во администрација, што значи постојат тестови каде што можеш точно да забележиш не овој човек што ти зборува и ветува, туку преку тестот да видиш како комуницира, дали сака во отворено да работи или во затворено, дали му лега документација или не, дали сака да работи на софтвер или не, дали сака да работи во група или самостојно, дали сака да работи во отворен динамичен простор со луѓе, комуникација или сака да работи самостојно.
Што значи дека ако луѓето кога ги вработуваш се под притисок, му требаат финанси, има некоја, да кажеме, проблематика домашна која што ти не ја знаеш, луѓето ќе ти ветуваат се и се што, но како ти да знаеш дали овој човек навистина е таков или не? Што е друго лошо, па ако често примаш и отпушташ луѓе, од другата страна твоите постоечки вработени се јавува проблем, а тоа е дека се чувствуваат дека се незаменливи, па на некој начин те уценуваат подоцна самите, нели, едноставно, како да кажам, сакаат на некој начин да се покажат дека се незаменливи, бараат многу поголема почит од тебе, дрски се зависни, нели, од карактерот на човекот, но она што го гледам често е дека луѓето кога гледаат таква ситуација, дека не можеш да најдеш луѓе, дека често влегуваат и излегуваат, тоа не се истите луѓе, односно не се однесуваат на идентичен начин на кој кога ти би се пријавувале во твојата компанија луѓе кога и ти немаш оглас, или на секој оглас кога би ти се пријавувале по 50, по 100 луѓе, тогаш праќаш една друга порака, а тоа е дека секој е заменлив, па и тој од другата страна што рипа и што се прави петел дека е незаменлив, што значи дали ова треба да го направиш денеска што го зборуваме? Да, треба да го направиш доколку ги примениш чекорите до кои што ги зборував и денес и во претходната епизода, а тоа е да дефинираш точно каков тип на човек ти е потребен. Сега, зошто е важно каков човек ти е потребен? Затоа што имаме луѓе кои што секој еден од нас има единствена способност, затоа што Господ Бог, во што и да веруваш, небитно, така не создал и такви сме, па имаме луѓе на кои што им е развиена повеќе левата хемисфера мозочна, на некому десната, што значи некој е по креативност, по уметност, по себе изразување, по комуникација, по музика, по цртање, значи развиена му е едната страна, емпатија, говор, дружелюбивост и останато, а имаме други луѓе кои што им е развиена левата хемисфера, кои што повеќе се ориентирани кон да кажеме аналитика, кон себе спознавање, кон напревар сами со себе, што значи овие луѓе се скроз различни, два различни света, а исто така имаме и луѓе кои што им се двете подеднакво развиени, двете хемисфери, но поентата е како ти да дознаеш дали овој човек е аналитичар, дали овој човек го бива со документи, прецизни документација, да следи бројки, да следи системи, она што си се трудел да го работиш, дали човекот следи системи или тера као магаре по свое, дали сака да работи во група или не сака, што значи гледај, имаш куп работи, но сигурен сум дека знаеш за секој едно работно место тебе каков човек ти е потребен. Она што е интересно е дека не можеш кога вработуваш човек да добиеш се убаво, затоа што медалата има две страни, што значи во пакет ти доаѓа се што е добро за него, а од другата страна и се што ти е лошо за него, нели? Не постои идеален човек. Па, например, јас сум човек кој што сакам интеракција, кој што сакам стратешки да работам, сакам да се дружам со луѓе, сакам да им помагам, нели, да го развијат нивниот бизнис, сакам да држам предавања, тренинзи, коучинзи, сакам да им помагам да го издечат најдоброто од себе, сакам да им помагам да размислуваат стратешки, сакам длабоки и тешки разговори со луѓето, не сакам површни дружења. Секогаш кога имам пријатели со кои што го поминувам времето, сакам длабоки, убави разговори, не сакам прости, не сакам небитни разговори, воопшто не ми е гајле дали врне грми, дали биле избори па кој победил, воопшто не ми е битно, но се дружам со многу мал круг на луѓе, но со овие луѓе кои што се дружам, без разлика дали соработуваме, па ми се деловни партнери или тоа се од приватниот круг, секогаш сакам да дознам многу повеќе кога имаме одредена тема, да навлеземе во длабина. Сега што тоа значи? Ако ова мене ме направило или ме натерало да бидам добар ментор, нели, тоа е мојот талент, тоа е мојата единствена способност, да навлегувам во длабина, значи да градам системи, да се трудам секогаш да имам подобар програм, да ги преснимам видеата па да имам уште побрзо, да не им губам на луѓето време, туку побарго да ги сватат. Ако можеби имам, не можеби, туку тоа го велат и за мене, дека секоја вежба, секој темплейт, секој чекор кој што е во работни книги кои што им ги правам се толку прецизни, толку конкретни, ги потикнуваат да размислуваат, дека им служат подобро да го напредат нивниот бизнис. Значи гледаш, тоа се работи кои што мене ме интересираат. И сега, секако дека ме интересира продажба, секако дека ме интересира интеракција со други луѓе, но автоматски ако ова мене ме интересира, тоа значи дека ако Александар е искрен сам со себе, тоа значи дека во документација, уредност, аналитика сум многу слаб.
Што тоа значи дека ако мене ме вработиш да ти бидам, не знам, администратор, тоа сигурно дека документите ќе ти бида хаос. Не дај Боже да ти бидам во магазин, во не знам, да треба да креирам фактури, да не знам да водам сметководство или не знам што. Тоа сигурно дека би ти биле половични документи, дека се нешто би недостасувало. Документацијата и просторот би бил сигурно катастрофа. Зошто? Затоа што само сум свесен дека нема човек кој што е идеален и дека ако Бог ти дал едно, автоматски не ти зел, туку не ти дал друго. Зошто? Затоа што во природата не постои ни вишок ни недостаток, туку се што има еден, автоматски го нема другото и тоа е убавината да создадеш комплементарен тим на начин на кој што точно знаеш за која работна позиција, кој талент, која вештина, која способност ја бараш од човекот, но да бидеш и свесен дека истиот овој човек што има дарба за едно, автоматски е катастрофа во сосема нешто друго. Сега, кога ти бараш продавач, ти знаеш дека ако човекот е со интеракција, дека човекот сака да продава, дека човекот не му е проблем телефонски разговори чуда, не му е проблем да слушне 100 пати не му е проблем да оди на разговор во 12 навечер или во 6 наутро или во ова држава или во тој град. Такви се тие луѓе и тоа е сосема во ред. Но сети се дека истите овие луѓе кои што немаа проблем 100 пати да комуницираат, дека автоматски во документација се катастрофа. Нема да ти прати извештај, нема да ти прати, значи се ќе биде да ќе ти пратам шефе, ама нема да ти прати. Од друга страна, доколку ти треба оперативец, имаш системи, имаш стандардни оперативни процедури, се ти е испеглано, тоа значи дека овој човек сега треба да вработиш не креативец, не аналитичар, туку човек кој што следи системи и сака рутина. Значи си издвоил време, си објаснил како треба да се работи процесот, си го едуцирал човекот само да повторува и сега ти бараш човек кој што само е рутинец, само сака да знае кога почнува, што треба да сработи, што да замине. Но ако ти не размислуваш на овој начин и не седнеш сам со себе да поразговараш и да забележиш кој ти е во тимот, зошто се такви или квакви, најчесто им ставаме етикети, овој е мрзелив, овој не дава предлог, или кога имаш состаноци, кога разговараш, ќе ти дајте некој предлог, ќе им кажеш, дајте како да унапредиме, како можам да ви помогнам. Овие кои што се рутинци, најчесто ќе ти кажат, добро еве, окей, писи газда, како ќе кажеш ти, ти кажи, ние нема проблем, ќе работиме. Ако имаш луѓе кои што вака ти зборуваат, тоа не се лоши луѓе, тоа не се луѓе кои што не ти ја сакаат компанијата, тоа не се луѓе кои што не ти се лојални, тоа не се лоши луѓе. Само сети се дека ова се луѓе кои што чекаат некој друг да им каже како треба да работат. Овие луѓе се фантастични за рутински работи, во производство, оператор на машина, монтер, возач, како и да е. Значи, овие луѓе следат системи. И сега ти ако се трудиш, имаш 10 луѓе во твојот тим или 20 или 50 и сите машала се испоизмешани, ти најчесто ќе очекуваш сите да бидат како тебе или сите да бидат како поединци, двајца, тројца кои што ги имаш во тимот, се разликуваат и тие те слушаат се што и да кажеш, се трудат од повеќе да ги завршуваат работите и сега ти мислиш дека овие сите се такви или дека другите се против тебе. Токму затоа, повторно ќе кажам, постојат тестови како да процениш кој човек ти треба, на кое работно место, кои карактеристики ги има и кога ќе го вработиш, ти точно знаеш каков е под притисок, како е нормална ситуација, како им пристапува на задачите, како соработува со другите луѓе, што го мотивира, што не го мотивира и буквално бизнисот со него ти станува предвидлив. Постојат вакви тестови, буквално секогаш со луѓето на мастермајнд што ги менторирам, секогаш кога да имаат потреба да вработаат луѓе, точно знаат кој им треба и буквално бараме токму таков човек. Тоа значи дека може да направи 5 пати ако треба оглас, тоа значи дека може би се пријавиле 100 луѓе, од овие 100 луѓе може половина од нив се културни, дисциплинирани, убави, на изглед, добри се во комуникација, но доколку не одговара на тоа работно место што го бараме, едноставно не ги вработуваат. Зошто? Токму да ја избегнат проблематиката, а тоа е за предмалку која што зборував, односно, кога задачата не ти е завршена, кога не си привил прав човек на право место, тогаш ја правиш најголемата грешка, а тоа е, може би имаш прав човек, но на погрешно работно место. Токму затоа Александар никогаш не препорачува, буквално секој ден ме викаат, да не знаеш некој човек за работа, да не знаеш за ова, да не знаеш за она. Мислам, како да им одговорам на овие луѓе дека едноставно никогаш нема да вработаат луѓе,
Затоа што не е поентата да не знаеш некој или од баба ми, од тетка ми, или овој ми е внук, овој ми е братовче, значи фамилија си е фамилија. Во бизнис вработуваме точен човек како што ти е потребно за тоа работно место. Зошто? Затоа што доаѓаме до вториот чекор, односно до вториот проблем кој што најчесто го имаат предприемачите, а тоа е дека не мерат што нивниот тим работи. Значи, доаѓаме до вториот проблем, а тоа е дека 99% од предприемачите не ги мерат резултатите на нивните вработени. Што тоа значи? Ако имаш човек во продажен тим и он работи само продажба, не свај свашта па и продажба, ако имаш опис на работно место, продавач, тоа значи дека мораш да мериш се овој човек што работи. Факт е дека нема да сака, факт е дека не е популарно, но факт е дека тоа што не е популарно, а е правилно, те носи праволиниски кон успех и си професионалец. Доколку ова не го направиш, ти е непријатно, ти е незгодно, не требало, не знам што, автоматски си аматер, никад нема да направиш ни пари, ни бизнес, ќе чукаш глава цел живот. Сега, кога точно знаеш за тоа работно место, во случајов пример како продавач, точно знаеш дека и треба да мериш, да имаш CRM, систем за мерење и следење на потенцијални клиенти или проспекти. Колку луѓе денеска се јавиле на телефон, колку состаноци имал закажано, колку од тие состаноци биле успешни, колку од тие состаноци треба повтор па потрепат да се сретна, колку од тие состаноци се затворени, колку од тие состаноци не се затворени, што значи ако во текот на денот имаш продажен тим 1, 2, 3, 10, а не си измерил колку пати звонел телефонот, колку параки си добил на социјални мрежи, колку мејлови си добил или како и да е, доколку овие бројки не ги следиш, доколку не ги следиш работите кои што ги извршува овој продавач, ти само на состаноци ќе слушаш ладно е, избори се, топло е, криза е, народ нема пари, но верувај дека ова се глупости. За жал, најчесто предприемачите не го прават ова што денеска го зборувам, па и тие им веруваат на своите вработени и тие си викаат исто, нели, па да, управо си врне, па да, управо, ама ај знаеш малку, запните се, ај потрудите се. Зошто зборуваат вака? Затоа што не знаат како се води бизнис. Значи, за секое работно место, кога ќе креираш, мора да поставиш KPI, односно клучни индикатори на задачи. Значи, ако зборуваме за производство, имаш, не знам, мебел померка, имаш човек кој што ти кроje на машина, супер, денеска ќе запишеш секој божи ден колку табли искроал, иверка, не знам, медиапан, не знам, лесонит, не знам што и да е. Имаш оператор на машина за шиење, не знам, супер, колку кошули денеска сошила таа или сошил тој господин или господја, небитно. Имаш човек кој што ти е, не знам, во дизајн да речеме, супер, колку единици дизајнирал, значи колку темплејти, колку слики, колку графика, колку и да е. Следна работа, зошто ти е ова важно да мериш? Затоа што постои едно правило во бизнисот, а денеска веќе ти ги кажав две. Првото беше споро вработувај, брзо пуштај, второто рековме причина и последица, и ово доаѓаме до третото, а тоа е дека се што мериш можеш да подобриш. Се што не мериш, не можеш ни да подобриш. Затоа е важно во секоја работно место да имаш човек само едно лице. Значи, ако рековме имаш кројачна машина, нека седи, нека кроje и нека ќути. Ако имаш продавач, супер, продавај, ќути. Ако имаш човек кој што е у финансии, супер, прави документација и ќути. Секогаш кога ги мешаш луѓето за да заштедиш една плата две, буквално имаш аматерски бизнис и никад нема да изградиш тим или компанија која што функционира сама од себе. И подоцна кога некој од твојот тим ќе излезе од работа и викаш овој беше просечен глуп ваков таков, кога ќе го видиш во друга компанија како работа перфектно и е среќен и сопственикот го фали, вика супер е човеков, немој да мислиш дека овој човек те лаже или дека не знам еве ти тера инет, туку се скрасил овој човек затоа што влегол во компанија кај што има ред, работа и дисциплина. 100 пати сум имал вакви примери, верувај, да се жали некој работодавец на одеден вработен, а подоцна кога ќе се превработи овој човек, буквално и тој и сопственикот да уживаат. Затоа е важно на секоја работна позиција буквално да мериш се. Што мериш? Ако е рутинска работа,
не знам, блог пост пишување, некој ќе рече, знаеш, ова Александар е креативна работа, ја не можам да предвидам за колку време јас ќе бидам креативен, некогаш пишувам одма, некогаш не пишувам одма. А ако слушаш ваква изјава, сети се дека ова лице што ти зборува е супер со него, меѓутоа не ја знае работата. Не е стручен и не е школуван. Зошто? Затоа што за пишување блог пост, за дизајнирање на цртеж, креација или што и да е, за што готи да се случува, не треба креативност, туку потребни се да следиш одредени чекори кои што ја завршуваат таа задача. Ако треба да креираш блог пост, ако треба да креираш лендинг страна, ако треба да направиш вебсайт, се знае кои се конкретните чекори кои што мораш да ги запазиш, а не да бидеш креативен. На крајот на денот ништо немаме креативност, се што имаме денес имало и пред 100 години. Луѓето не се креативни, ти мислиш дека се креативни, затоа што ако не се знаеш се ова што го зборувам твојот бизнес, од твоите вработени ќе го слушнеш ова, ти ќе помислиш дека е така и се си е окей. Затоа мораш да направиш процедура, мора да направиш протокол како таа задача се работи и да пронајдеш луѓе кои што ги следат тие системи. Мериш време и точно знаеш како се работи. Веруваме дека секогаш кога работиме со клиентите на програмот кој што се, буквално штоперица вклучуваат точно да знае колку се работи одредена работа. Па, например, рековме кроење иверка, супер, мора да знае ако има автоматска, неавтоматска, серијски или померка или небитно. Дали се крое просечна иверка за 7 минути, за 10 минути, за 4 минути или за колку. Ако ти зборуваш со овој на кроење, ќе ти рече, па зависи, некоја има 100 кроења, некоја треба да вадим за фиок и за некоја за плакар на 4. Да, супер, затоа вадиме просек. Затоа за секое работно место мора да имаме нормирано работно време и интерно работно време, што тоа значи? Едно е препорачано, најдобриот во твојот тим, пример, пишува блог пост за, не знам, за 1 час, а останатите пишуваат за 2, земаш како просек дека 1 час и половина е сосема доволен. Сега кога имаш планирање, кога е поставуваш со луѓето планирање, ти точно знаеш дека овие што ти се просечни, дене ако му треба 1 час и половина да ја напише еден блог пост, а дека има 8 часи минус паузите, не знам, точно знаеш дали денеска може да напише, не знам, 5 или 6 блог постови, или ако е понапреден дека ќе може 6 или 7. Истото го работиш буквално на секоја една работна позиција. Доколку е монтажа, супер, колку монтираш врати, прозорци, мебел или што и да е, колку време треба за просечен производ, колку време треба за специфичен производ. Кога целиот вака бизнис ти ќе го ставиш на хартија, кога точно знаеш кој е работно место, колку резултат треба да испорача, точно доаѓаш до капацитетот на бизнисот кој што го имаш во моментот што може да заработи, а буквално ти си во загуба. Што сакам да кажам со ова? Доколку поставиш во секоја една работна позиција точна метрика што треба да следиш, точно доаѓаш до ситуација каде што знаеш со овој тим, со оваа апаратура, со овие ресурси кои што ги имам на располагање, доаѓаш до заклучок колку јас клиенти во единица време можам да ги прифатам и да им испорачам резултат. Кога ова го правиме со луѓето на програм, верувајме дека се во прашање 2 милиони, 5 милиони, 10 милиони, зависи од бизнисот, нормално и од тимот и од нивото на кое што се наоѓаат. И сега замисли, ако ти имаш тим, капацитет на твојата компанија, да продадеш или да произведеш 10 милиони евра годишно, а ти си на 300.000 евра годишно и те още што си на 300.000 евра. Туку и немаш ни приватен живот, телефоните ти звонат, ностоп работаш по цел ден, нервозен си, сега баш со клиенти со луѓе идеш дома се нервираш. Замисли колку пари губиш годишно само заради тоа што ги немаш имплементирано овие 3 работи што ти зборувам. Па Александар не држи научни предавања, Александар не фрла графчиња да видиме како кој бизнис ќе успее. Туку токму ова го имплементираме со луѓето кои што ги менторирам. Кога ќе дознае дека има капацитет за 10 милиони, а он е на пола милион евра, буквално само што ќе го имплементираме ова доаѓа на милион, 2, 3 во текот на една година. Луѓето работаат самостојно, некои ќе се прилагодат, некои нема да се прилагодат, но кога имаш систем, чиста ти е душата.
Системот ги прифаќа оние луѓе кои што сакаат ред, работа, дисциплина, но и ги отфарла оние луѓе кои што не сакаат ред, работа, дисциплина. Што значи, се што можеш да мериш, можеш и да го подобриш. Кога ти ќе имаш продажен тим и знаеш дека продажен разговор трае половина час, а денеска твојот продажен тим имало само 2 разговори, прашањето е до кога ќе плаќаш незнаење. Не се луѓето виновни. Ти си виновникот затоа што не си седнал ова да го имплементираш. Јас не сум тука да те обвинувам, тука сум да те освестам како несвесно губиш секојдневно пари, а фокусот ти е на луѓето наместо да креираш системи. Сега кога веќе ти е јасно за вториот чекор, а тоа е рековме дека не ги мерат резултатите, третиот чекор кој што го зборуваме значи редовно одржување лидерски состаноци. Што тоа значи? Секогаш Александар препорачува или понеделник или петок, значи или на почетокот на работната недела или на крајот на работната недела. Ти мораш со клучните луѓе во твојот тим, значи маркетинг менаџер или продажба, директор на оператива или менаџер на оператива, директор на финансии, менаџер на финансии, небитно, ти мора да одржуваш лидерски состаноци. Што тоа значи? Да ја испланираш следната недела, што треба, кои резултати да се постигнат, но и да анализираш тековната недела, да видиш од тоа што си го измерил, колку имало состаноци, што се произвело, кој е задоволен, незадоволен, што се случувало помеѓу, за да видите како ти и тимот да работите подобро. Што ова ти укажува? Дека ти немаш потреба да трчаш да праќаш мејлови, да разговараш со клиенти, да им ја оправаш работата нивна, токму овие луѓе ги ангажираш. И токму затоа постојат овие титули, за да овие луѓе го испорачуваат и наблюдуваат процесот кој што сте се договориле. Сега кога имаш метрики, кога имаш луѓе распоределено на право место, кога сето ова е подмачкано, буквално сега почнуваш да водиш бизнис. Сега, ако сакаш да поставиш цел за следната година, да се дигнеш на продажба пати 5, пати 10, ако истото го поделиш на 12 месеци, ако 12 месеци го поделиш на 4-5 недели, зависи од месецот, ако истото од неделата ги поделиш колку активности треба секој во тимот да направи во текот на еден ден, ќе се запрепастиш колку станува бизнисот едноставен. Што правам јас најчесто со луѓето? Кога работиме со луѓето кои што се на квантен скок, а тоа е како да добијат резултат, односно цел промет од минатата година, да го добијат сега во тековната, односно во следната во само еден месец, значи 12 месеци во еден, точно ние мора да размислуваме стратешки. Мора да знаеме каде се наоѓа тимот, дали ги имаме подготвено за скалирање, дали ни се најасни системите се. Ако сето е ова завршено, што ние правиме? Само го проектираме бизнисот како треба да ги добие резултатите во еден месец. Буквално сите овие резултати само ги мериме, колку треба состаноци, колку ни е просек на затварање, колку средби треба да има, колку единици да се производат или испорачаат и буквално праволиниски одиме така и не е ни чудо зошто 5 од 10 го постигнуваат ова. До сега имавме куп такви луѓе кои што ги постигнуваат овие резултати, но верувај, без овие 3 работи нема шанса до слободно време, до не знам да не ти звони телефонот, а не камоли да го растеш бизнисот. Затоа преслушај оваа подкаст епизода 2-3 пати ако треба, запиши ги овие 3 клучни работи кои што ги зборував денес и пиши коментар под видеото која една барем од овие работи ќе ја имплементираш денес. Дали е тоа да размислиш организацијска структура, дефинирање на улоги, подобрување во вработување, анализирање на клиенти, дали е тоа дека ќе почнеш да мериш резултати и супер, вид. Ти не мораш, се извинувам. Не мораш денес, сега затоа што се ова си го слушнал и си инспириран, сега отеднаш да го примениш у цел бизнис. Ќе се замориш и ќе се откажеш. Затоа ти одлучи се дали денеска ќе се посветиш и следниот период на продажба, на маркетинг, на кој дел да е дел. Што и да одлучиш, пиши ми под коментар, за да ако што подобро ми одговориш, ќе знам да ти помогнам и во иднина. Пиши под коментар, одговори, не е ништо спорно. Така да ако имплементираш чекор по чекор, едно опис на работно место, па друго, па го мериш, па го подобруваш,
верувај дека многу брзо ќе изградиш самоуправувачка компанија, а доколку сето ова нема да го направиш, џабе не знам да се крстиш поделка, да палиш свеќа, џабе ти е, не знам, поделка да стаеш писменци за Дедо Мраз дека следна година ќе биде супер, џабе да поставуваш цели, џабе да медитираш или визуализираш, се е тоа супер брат, ама се додека ти ова стратешки не го сработиш, се додека не го испотиш газот, се додека ти ова не направиш акција, веруј ме дека сето од ова нема ништо да се случи. Впрочем, и затоа луѓето кои што соработувам плаќаат за буквално за да добијат систематичност, пристап и некој да ги води и менторира, затоа што не е проблем што ти ќе преслушаш видеа, ќе прочиташ книги или чуда, сите сме луѓе и сите имаме еден проблем, а тоа се вика одолговлекување на задачите, што значи тебе не ти се потребни информации, не ти е потребно знаење, туку ти е потребен приоритет, засукаш рукави, почнеш да работиш ова и пиши ми да видиш за месец, 2, 3, дали сето ова се подобрило, дали твојот промет расте, дали луѓето се поефективни и ефикасни, дали ти звони телефон, дали не се нервираш, не се нервираш. Еве, само направи го ова и ќе ми кажеш. Се надевам дека ти користеше оваа епизода, доколку е така, не заборавај, претплати се за да ти доаѓаат на време. Под ова видео секако дека имаш и линк да се пријавиш на бесплатниот ньюслетер. Ако се пријавиш таму, секогаш ќе бидеш сигурен кога ќе имам бесплатни тренинзи или семинари, да можеш да се приклучиш, да дознаеш, да видиш, затоа што најчесто луѓето ми кажаат, па си имал тренинг, ја не сум знаел ова, супер, пријави се на ньюслетер, се ќе ти стига навремено, ќе бидеш информиран, така да се гледаме. За твојот успех, се најдобро и се гледаме. Поздрав!